До денес напредок во меѓупартиските преговори за постигнување консензус во измените на изборниот законник нема. Од претеничката група на ВМРО ДПМН и денес го повторија веќе познатиот став, односно опозицијата да се договори, а тие да прифатат. Што сакаат, како сакаат, моделите кои што тие сметаат дека треба да бидат прифатени, за нас ќе бидат прифатливи. Веднаш даваме бланко поддршка, го потпишуваме тоа законско решение кое што тие би го доставиле до нас, се додека е вклучено гласањето на диаспората. Сметаме дека имаме уште време наредната недела до 15 јули оваа цел да ја заокружиме. Од СДСМ велат дека не се против гласање на диаспората, но дека 200.000 потенцијални гласачи се можност за изборни кражби. Диаспората има право да гласа. Тоа право го имала и досега и диаспората гласа со постојниот модел. Ние не сме против тоа право. Ние сме против неконтролирано гласање кое отвара простор за масовна изборна кражба. Зошто во Македонија граѓаните гласаат со отпечаток од прст, спреј, идентификација и строги контроли, а за диаспората се предлага електронско гласање без никаква реална контрола? Дали тоа е демократски? И дали тоа е фер? Стефан Андоновски, министерот за дигитална трансформација, вели дека има доволно време сите технички аспекти да се обезбедат, а манипулациите во кои опозицијата се сомнева да бидат исклучени. Веќе ги знаеме податоците за граѓаните. Не е никаков проблем да се доразвие системот во соработка со Државната изборна комисија за да се постигне условот и да се овозможи правото на граѓаните да го остварат своето избирачко право и да гласаат, затоа што навистина, ќе повторам, не е коректно и не е фер да не се остварува правото на граѓаните кои што толку вложуваат во оваа држава и едноставно заради склоп на околности во моментот не живеат тука или се времено или трајно одселени, но имаат македонски пасоши, така што мислам дека ако има политичка волја, секако дека е можно. 2 држави во Европската унија веќе го имплементираат целосно системот, 4 држави во Европската унија тестираат, пилотираат решенија. Имаме доволно време за 3 години со напредокот на дигитализацијата, со нашата работа да тестираме вакви можности за да го овозможиме ова право за нашата диаспора. Шанса изборниот законник да биде усвоен како 10-ти реформски чекор се уште има, бидејќи рокот е до 15 јули, а Левица веќе иницира опозицијски состанок за постигнување консензус. Од денеска Демократската партија на турците и официјално зашто е подпишан и договор, е дел од владината коалиција, а договорот е подпишан во Собранието на Република Македонија, каде премиерот Христијан Мицкоски и председателот на партијата Зулфикар Зејнула дадоа официјални изјави. За Демократската партија на турците учество во влада представува голем чест, но и голема одговорност. Наш приоритет ќе биде учество во развојот на државата, унапредувањето на правата на турската заедница и нејзината институционална застапеност и зачувувањето на јазичен, културен и национален идентитет. Со потпишување на договорот за политичко партнерство, соработка и поддршка со Демократската партија на турците на Македонија, испраќаме јасна порака дека кога станува збор за интересите на граѓаните и иднината на државата, постои простор за обединување околу заеднички вредности, принципи и цели. Ова партнерство е засновано врз доверба, заемно почитување и искрена определба да се работи во интерес на сите граѓани. Со новиот ребаланс на буџетот, власта крати од парите на младите за да ги покрие дупките со промашените економски политики. ВМРО ДПМН реагираа. СДС се во паника и очино се обидуваат да креираат паника, манипулираат со бројки и создаваат лажна перцепција во јавноста. Власта со ребалансот крати пари кај младите, за да ги пополни дупките во буџетот од промашените економски политики. Парите од програмата за млади се скратени за 1 милион денари, а за демографски политики се намалени за 70%. Каква трета економија? Каква финансиски стабилна држава? Пари нема за младите. Додека секој трет човек сака да си замине од земјава, власта уште им намалува пари. Вака изгледа држава што ја води Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО, на која младите не и се приоритет. Младите се врвен приоритет на владата предводена од ВМРО ДПМН. За таа цел, буџетот за наука од 380 милиони денари во 2024 година го зголемивме на 773 милиони денари во 2026.
Буџетот за високото образование во 2022 беше помалку од 3 милиарди денари. Во 2026 за универзитетите има 8 милиарди денари. Доделени беа 55.000 ваучери за електронски уреди во вредност од 250 евра. 10.000 евра за отпочнување на сопствен бизнис со оперативниот план за 2025 година, а тоа ќе продолжи и оваа година. Доделени беа 10.000 евра за млади земјоделци, се прошири опсегот за субвенционираниот студентски оброк. Ова се показатели дека владата се грижи за младите да можат да градат иднина дома. Проблемот со откуп на млекото е дело на претходната влада која дозволила масовен увоз на млеково прав, палмино масло и слични производи. Ова ги спушти критериумите што на преработувачите им овозможи дополнителна заработувачка, но огромна штета на производителите на млеко. Што е тоа што ние како влада го преземаме? Веќе работиме на измена на правилникот. И правилникот ќе има построги критериуми кога станува збор за увоз на млеково прав и палминово масло. Ги лоциравме економските оператори кои што тоа го прават и во периодот кој што следи, наш примарен интерес се нашите фармери, односно млекопроизводителите кои што се од нашата земја. Второ, преку акционерските друштва и останатите институции ќе се обидеме преку синдикалните организации да охрабриме да се склучат договори со млеко, би рекол, преработувачите, односно производителите на млечни производи, и веќе такви контакти на билатерална основа се случуваат. И истовремено, би рекол, поголема сума на средства од општествено одговорни компании ќе биде одделена за да се откупат овие вишоци кои што се наоѓаат во магазините на млекарниците. Во Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжи судењето за предметот ИПАРТ, во кој обвинителството гони повеќе лица за злоупотреби поврзани со користењето на средствата од Европската ИПАРТ програма. На денешното рочиште се изведуваа доказите од посебните истражни мерки, односно се преслушуваа телефонските разговори меѓу обвинетите. Обвинителството претходно соопшти дека во текот на постапката ќе презентира околу 150 телефонски разговори, за кои смета дека ги подкрепуваат наводите од обвинителниот акт. Во предметот се обвинити поранешниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Илија Стоилев, поранешниот министер Џевдет Насуфи и уште неколку лица. Според обвинителството, дел од обвинетите посредувале и давале подкуп за незаконско добивање средства од ИПАРТ фондовите, додека сите обвинети ја негираат вината. Аеродромите во Македонија бележат силен раст во авиосообраќајот. Во првите 6 месеци од оваа година обслужени се безмалку 2 милиони патници, што е раст од 28% во однос на истиот период лани. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски најави дека годинава бројката ќе надмине 3,5 милиони патници, а целта е наскоро да се достигнат и 4 милиони годишно. 2 милиони патници имаме за 6 месеци. Тоа е раст од над 30% споредено со минатата година. Кога оваа влада беше избрана, бевме нешто над 2 милиони патници годишно, сега сме 2 милиони патници за пола година. Минатата година првпат поминавме 3 милиони патници. Оваа година ќе поминеме 3,5 милиони патници, за многу брзо време ќе стигнеме до 4 милиони патници, нешто што беше незамисливо за Македонија. Скопскиот и Охридскиот аеродром се најбрзо растечки во регионот, со нови 28 дестинации и покрај кризата предизвикана од Заливската војна. Јас сум многу горд на оваа политика. 28 нови дестинации имаме. Во текот на кризата која што беше предизвикана од војната во Заливот, скоро да не се почувствува кризата. Дополнително со керозин од Скопскиот аеродром се снабдуваше и аеродромот во Приштина, делумно и аеродромот во Ниш, така што покажавме дека можеме да ги развиваме двата аеродроми и се одиме на многу повисоки цели, така што еве веста на денот е дека за само 6 месеци имаме 2 милиони патници на двата аеродроми.
3 лица се уапсени во истрагата за серијата смртоносни напади со импровизирани запалливи направи врз домови на политичари од грчката владеечка партија Нова демократија во Солун. Акцијата на антитерористичката полиција се спровела на подрачјата на Солун и на островот Крит. Според информациите на грчките власти, уапсени се 29 годишен маж во Солун и 26 годишна жена на Крит, осомничени за учество во нападите. Третиот уапсен е осомничен дека им обезбедувал засолниште. Нападите се случаја на 1 јули во периодот од 20 на минути на 3 различни локации во Солун. Цел биле домови и имот поврзани со представници на Нова демократија. Германскиот одбранбен и технолошки концерн Rheinmetall го основа Rheinmetall Unmanned Vehicle ДОО со хрватска компанија Docking како дел од долгорочното стратешко индустријско партнерство во Хрватска, објави компанијата. Компанијата објави дека иницијативата има за цел да ја трансформира земјата во Европски центар за развој, производство и извоз на беспилотни системи и напредни одбранбени технологии. Новата компанија беше представена на официјална церемонија во присуство на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, извршниот директор на Rheinmetall Армин Папергер и основачот на Docking Векослав Мајетич. Пратениците и функционерите на Демократска Црна Гора се вклучија во враќањето на сите станови и стамбени кредити. Поранешни функционери на ДПС и коалицијски сојузници учествуваа во аферата станови кои добија поволни стамбени кредити и станови со огромен попуст. Во овој процес учествуваа повеќе од 500 државни службеници и повеќе од 170 јавни службеници. Случајот беше покренат пред специјалното државно обвинителство, а во обвинението беа вклучени поранешни високи функционери Предраг Бошковиќ, Дамир Шеховиќ, Иван Брајовиќ и други. Во првостепената пресуда тие беа ослободени од обвинението врз основа на тоа што доказите доставени како незаверени фотокопии се недозволени за судот. Во тек е завршна градежна реализација на улицата Питугули во Штип. Градежните активности таму течат веќе извесен период, но финалните активности се заокружуваат со еден од краците на оваа улица. Во изминатите денови беа превземени активности за промена на подземната инфраструктура на водоводната линија, а веќе се работи на земниниот дел, на поставување на павер елементи и во текот на наредните денови конечно асфалтирање и затварање на оваа активност која превзедосме како локална самоуправа. Во моментов практично сите улици од реонот Белобрадо се офатени со градежна иницијатива. Паралелно на оваа улица се работи на улица Христијан Карпош. Во деновите кои што следуваат ќе бидат опфатени улиците Асном, Рудо, Голен Неделковски, Еврејска исто така е улица која треба да се истретира и со тоа да го заокружиме Белобрадо со комплетна реконструкција. Морам да напоменам дека ова населено место, откако се изградени инфраструктурата и куќите, во минатото никогаш темелно не била реконструирана со промена на подземна инфраструктура, со третирање на тротоарски површини и асфалтирање. Во Штип во моментов се работи на голем број локации, поради што има, но и предстојат промени на сообраќајниот режим. Тоа кое што ќе се случува во периодот кој што следи е одредени сообраќајници во централното градско подречје, исто така ќе бидат со времен изменет сообраќајен режим. Овде мислам на улицата Борис Кидрич, која темелно исто така треба да се реконструира со промена на подземна инфраструктура, асфалтирање, промена на тротоарски површини, така да верувам дека активностите кои се превземаат се во насока на подобрување на инфраструктурата, а замолувам за трпение затоа што се што се прави мора темелно да биде реконструирано. Замолувам за трпение и внимателност од страна на граѓаните затоа што сето ова сепак останува за сите нас. За прв пат по неколку децении новите средношколци од Делчево образованието ќе го продолжат во нивниот град. Над 80% од завршените 9 оделенци ја избраа гимназијата. Досега голем дел од нив образованието го продолжуваа во Кочани и најмногу во Штип поради различни причини. Со задоволство можеме да констатираме и јас како градоначалник и ръководниот кадар во нашата гимназија Мама Брицо во Делчево дека оваа година имаме во последните 3 декади рекорден број на запишани ученици процентуално гледано, или тоа е негде малку над 80%, или од скупно 107 завршени основци, 9 оделенци, 86 се запишани во нашата гимназија. Тоа е плато кој што радува затоа што
нашите инвестиции во образованието во Делчево, нашите заложби, нашиот труд, нашите дебатуленти го препозна и одбра наместо негде во друг град да учат по нашата гимназија. На што упатува оваа одлука на идните средношколци и што ова значи за општината? Ова одлука можеби се базира на континуираните вложувања во самото образование од страна на општина Делчево. Општина Делчево за оваа година го зголеми буџетот за образование на скоро 2 милиони денари и со цел да ги награди талентираните ученици, но да им покаже дека го цениме нивниот труд. Затоа издвоивме средства за стипендии за одлични ученици, за студентски стипендии, за награди на државни и меѓународни надпревари, награди на добрите матуранти, но и за подршка на правачињата кои пропаценуваат во училишни клуби. Во контекст подршка на најдобрите и стимул сите да го вложат својот максимум, денес општината додели стипендии на ученици од основните и средните училишта. Денес ги плаќаме стипендиите за најдобрите 15 матуранти, исплаќаме стипендии за ученици и средношколци кои што покажале особен успех во текот на годината. Тука станува збор за ученици кои што имаат освоено неколку државни и регионални надпревари. Сега во моментот не можам да ви кажам точна бројка, но како што претходно споменав, значи самиот буџет е зголемен за негде скоро 2 милиони денари за разлика од минатата година. Тоа е на убава бројка, на бројка која што сепак покажува дека ние како локална самоуправа сме спремни и подготвени оваквите вложувања во да ги зголемуваме и да допринесеме за сепак нашите млади, талентирани деца и деца кои што сакаат да учат во Делчево, може да бидат препознаени од страна на нашата локална самоуправа. Општина Делчево со голем ентузијазам продолжува да инвестира во образованието и знаењето, поради што се планираат нови мерки и стимули за учениците од сите возрасти. Изборот на оваа генерација деветооделенци да останат во родниот град ја враќаат вербата дека трендот на заминување се менува. Пробиштип го враќа големиот летен фестивал Пробиштип Summer Festival. Настанот кој собираше големо внимание во целата држава сега е пред продолжение. Организаторите велат дека на 24 и 25 јули Пробиштип ќе биде главно место на забавата. Со огромно задоволство сакам да ја споделам веста дека по една подолга пауза, односно од 2018 година, во Пробиштип повторно го враќаме едно од најомилените летни случувања, а тоа е Пробиштип Summer Festival. Како локална самоуправа, секогаш се трудиме да им понудиме на нашите сограѓани квалитетни содржини, а враќањето на овој фестивал не е вистински одговор на желбите и потребите на сите генерации на пробиштипјани, но и на гостите кои што би дошле од целиот регион. Фестивалот ќе се одржи на 24 и 25 јули кај градскиот пазар и ќе понуди богата разновидна програма за сите генерации. Во петок на 24 јули настапува Ленче Кукич, Симона Поповска, потоа одличниот бенд на Владимир Поповски, а вечерта ќе ја заокружиме со Кукулеле. Во саботата на 25 јули има уште, би рекол, прекрасни изведувачи. На почетокот отварањето во сабота ќе биде со Спасен Силјановски, по него настапува една од најпопуларните групи помеѓу младите, тоа е Пајак, потоа Ана Петан Бенд, а големото финале на овогодинешното издание на фестивалот ќе биде со нашата голема музичка звезда Владко Лозановски. Големиот настан во овие 2 дена бара поинаков животен пулс на градот. Општината Пробиштип е целосно подготвена како организатор и покровител да обезбеди безпрекорна организација, максимална безбедност за сите посетители и ја користам ова прилика да ги поканам сите граѓани на Пробиштип, но и на градовите и општините во нашата околина, соседите од цела Македонија на 24 и 25 јули да бидат наши гости на платото на градскиот пазар во Пробиштип. Од општина Пробиштип велат дека Пробиштип Summer Festival овој пат нема да застане, бидејќи манифестацијата на градот му е потребна. Прекината е неповолја на граѓаните поради што сега таа на нив повторно им се враќа. Општина Свети Николе е избрана за учество во глобалната програма Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund, со што се приклучува на мрежа од 300 градови и општини од целиот свет кои инвестираат во младите и нивните идеи за подобра животна средина.
Програмата обезбедува микрогрантови, менторство и експертска подршка за младински климатски иницијативи, а ќе бидат опфатени млади од 15 до 24 години. Ова е важна можност за младите луѓе од Свети Николи и регионот да предложат конкретни спроведливи идеи кои директно ќе ја подобрат нивната непосредна околина, без разлика дали станува збор за зеленило, рециклирање или друга локална климатска активност. Целта е преку микрогрантови да им овозможиме на младите сами да го спроведат тоа што го гледаат како проблем во нивната населба или училиште. Изјави градоначалникот Дејан Владев. Со ова, Свети Николе станува дел од глобалната мрежа на општини кои работат на климатски решенија и активно вклучување на младите во создавање поодржлива заедница. По 6.000 денари за учениците кои освоиле прво место на државен надпревар и по 20.000 денари за правенците на генерацијата од основните и средните училишта, додели општина Кочани на денешниот прием од страна на градоначалникот Владко Грозданов по повод празникот на градот Петровден. Со денешниот настан на убав начин започнаа содржините од Петровденската програма која ќе трае наредните 3 дена во Кочани. Кочани овие 3 дена ќе живее во духот и во знакот на одбележување на патрониот празник Свети Петровден и особена чест и задоволство ни беше што чествувањето на патронот го започнавме со нашите најуспешни. Доделивме награди на најуспешните на државно ниво, правенците, тоест учениците кои имат освоено први награди на државно ниво и секако правенците во основните и средните училишта. Беше еден прекрасен момент кој ни исполни со многу позитивна енергија и еве ги охрабрувам учениците понатаму да продолжат во тој дух како и досега. Општина Кочани е овде и ќе ги поддржи сите успеси и ќе излезе во пресред за се што е во нејзина можност и во нејзини овластувања за да ја поддржи целиот овој напредок на нашите најмлади сограѓани. Оваа година со гордост можеме да се пофалиме дека за правенците наградата ја зголемивме од 12.000 на 20.000 денари како награда за прво место и освоено првенец на генерацијата во основните и средните училишта. Во наредните 2 дена во Кочани, односно за време на викендот, ќе се одржат повеќе настани од Петровденската програма, како духовна академија, литија, музички концерти и настапи и програма наменета за најмалите. Денеска разговараме за и околу состојбата на пазарните тезги. Меѓутоа, нашите соговорници го ја свратеа темата. Тие велат, во последно време, некои пазарџи, значи не сите, откинуваат, како што велат, на вага. Ако платите за 1 кило, тогаш излегува дека сте дале пари за 900, па дури и за половина килограм од она што сте го купиле. Па еве како тие реагираат. Дома отидам, проверам, гледам. Има разлика. Со половин кило. Со половин кило? Да, со половин кило. Продавачите не се честни во грамажата на артиклите. Како знаете дека не се честни? Па знам оти, еве сега имав прилика, гледам јас, знам си по раката колку сам ставила. Да. Не е битно за 5 пиперки или за 3 пиперки. Не е битно, али некам таквија маловерзации. Има, ама некој прошишат ме таму, ајде викам, па и они се мачат човече да работат. Па ќе реагираме ако малимо, ние како се надиме, не. Па не е добро. Не е добро. Не е добро, како добро ќе биде. Пари даваш се вика. Откинуваат ли трговците пазарџиите на грамажа на Да ти кажам, не мерам тоа. Така се расправам. Гледам да пазарам и да бегам. Ги слушнавте нашите соговорници. Тие го дадоа своето мислење за она дали пазарџиите при мерењето на она што сте го купиле, како што велат, откинуваат на килаж. Нашите пазарџи и соговорници мислат на овој начин. Тоа не е педантно спрема виштериите. Значи си плаќа колку треба си плаќа, а вагата треба да се од нула. Колку е тоа точно? Има, точно е тоа што кажуваат луѓето и управо се. Се, ама на вага не смее да фале 1 грам. 1 грам не смее да фале.
Во однос на состојбата на цените на тезгите, според нашите потрошувања, според нашите соговорници, меѓутоа и според пазарџиите, нема големи промени. Ист како и претходниот пазарен ден. Меѓутоа, само единствено покачување на овој зеленчук. Само красавицата е дигната. Другото се е иста цена, само красавица качи 100 динара. Зошто? Нема красавица, старата сорта што беше мина, сега бе нова на реколта. Да. Пак ќе се дојде нормална, само да се стабилизира. За едно 15 дена ќе дојде. Колку беше претходно? Претходно 50, сега 80. Семено куќе од Конектикат стана херој за семејството Тазара откако храбро заштити момче кое се играло пред куќата, а мечката се стрчала кон него. Видеото снимено од надзорната камера во куќата го прикажува детето како стои во дворот, а се појавува црна мечка како трча кон детето со голема брзина. Додека момчето се повлекува, Бела, куќето Хаска, се гледа како трча од другата страна на дворот и ја брка мечката, кружи зад животното и се позиционира како штит помеѓу мечката и момчето. Утре времето сончево и тивко. Температурите ќе се искачат до 34 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 24%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 34 степени, Пробиштип 32, Чешиново Облешево 34, Кочани 33 степени. Температурите во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 32 степен, во Пехчево и Берово максимални 28. Во православниот календар утре се одбележува денот на пренос на моштите на светите маченици Кир и Јован. Католиците си спомнуваат за Бенко.